Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео во кое што ќе се шокирате дека сум шишан. Вака некако изгледа големо јајце или јајце од мој пример кој ќе ставиш, вака некако, исто. Зашто не ви снимав како се шишам, зашто веќе имав такво видео, не ќе да биде исто како тоа, ако некој толку сака да ме гледа пак како патам, ако не го гледал тоа видео, нека го гледа тоа, еве ќе го ставам тука, пишете го, пребарајте го. И еве денеска нема да ставам капи, гледајте ме вака, а за следното видео не ветувам како ќе ме гледате. Леле, не можам да си се навикнам дека јас вака изгледам човече. Сега ќе ви ставам тука една слика да видите како личеше мојата коса кога замина. Гледате колку коса е бе ова, колку цела овца да си истрижал. Али од ова карантинско лудило, чудо што не ми текне искроз да избричам цела глава, од што не можам више. Ке се навикнеме, ке порасне пак. И да не збориме само за косата во ова видео, да преидеме на темата, а тоа е работи кои ги имаат многу малку луѓе. Претходното видео имаше премногу коментари и многу ми беше јако што сите некако си се поврзувавте и раскажувавте дека некој од вас ги има тие работи и реков ако сакате втор дел од тоа видео, затоа што стварно има многу работи за кажување, да собереме на тоа видео 5000 лајкови, за многу брзо време ги собравме, така да ева го вториот дел, одиме со новите работи. Сега, колкава е веројатноста дури 4 членови од истото семејство да се родат со истиот бел прамен на косата? Сега, белата боја на косата се создава како резултат на полиоза, состојба која настанува заради недостаток на пигмент во косата и околната кожа. Девојчева на сликава има 18 месеци и пишува дека е родена со истиот беле како и незината мајка Бријана, па и бабај и прабабај. И сега не знаат дали натака имала уште колена, зашто прабабата била уствари посвоена и не се знаат биолошките родители на прабабата, па не се знае дали тоа датира кој знае колку колена, али барем 4 колена до сега датира и е многу ретко, али ете генетски се пренесува, така што верувам дека после бебе во сите наредни колена валја ќе го има тоа бело праменче. Тоест не е праменче, го погледам дел од косата. Второто нешто што видиме тука е мала потреба од сон. Ова се луѓето на кои јас најмногу им завидувам. Пишува дека постојат луѓе кои може да си ја вратат силата двојно побрзо од обичната личност и такви познати луѓе се Винстон Черчил, Никола Тесла, Салвадор Дали и Маргарет Тачер. Сега ова се предизвикува од генот DEC2 кој го има кај луѓе со мала потреба од сон. Научниците од Универзитетот во Калифорнија откриле дека луѓето со оваа мутација може да ги прават истите работи што можат и нормалните луѓе само за помалку време. И уствари ова се луѓе што пример ќе си легнат 4 сати и ќе се разбудат свежи како да спиеле 16 сати и ќе функционираат еднакво добро како јас да спијам 16 сати. А јас пример колку и да спијам никогаш не се наспивам и секад сум ненаспан, така да ако има некој ваков ти го морам многу. Следната работа е наречена полидактилија. И сега ова е состојба во кој човек има повеќе од 5 прсти на една рака или нога и јас секогаш кога посакував да имам повеќе средни прсти за на некои луѓе кои го заслужуваат тоа да им го покажувам, не мислев дека тоа е возможно, али ете било и како што гледате на сликава овој татко прикажува како можеш на некој да му покажеш 4 средни прста. Следната работа што имаме е наречена Palmaris longus. Тоа е уствари ова нешто, не знам дали колку можете да видите, ви покажам ево. Ова ваквото. Што ви излага кога ќе стиснете раката вака, сигурно повеќето од вас го имаат и пишува дека само 10% од луѓето го немаат и дека ова се вбројува во тие мускули делови од телото што воопшто немаат никаква улога и можеме скроз и без нив да тераме и не знаеме зошто се таму. Обично се си има своја улога, али ова е скроз безкорисно, али ете постојат 10% од луѓето што не се малце што ова го немаат. Следното нешто е рака огледало. Ова е некаков си синдром што немаш палец на раката, а имаш 7 или 8 прсти. Тоа станува збор за истата рака и ти на истата рака имаш 7 или 8 прсти. Веќе уствари гледате како изгледа. И вика толку е ретко што се пријавени помалку од 100 луѓе во светот. Значи помалку од 100 луѓе во светот постојат што имаат ваква рака. Не знам дали некој од вас порано знаел за ова, али мене ми е толку фасцинантно и толку чудно што никогаш не имам слушнато за нешто вакво и теа. Следната работа е немањето ногти или ногти. Пишува дека тоа е генетска состојба која може да влијае на ногтите. Најчесто недостасуваат сите ногти, али се случува и да немаш пример еден ногти или неколку.
Сега не знам ова што точно им значи, али пишуваше нешто ко луѓето што ја имаат оваа болест, не знам дали можам да наречам болест, али луѓето што го имаат това обично немаат никаква друга посериозна болест и уствари некако ова ги штити да немаат ништо друго. Така некако јас го разбрам. Еве пример креативен начин доколку ви фали ногт, како може да си ги направите. Ќе си ставите Google Eyes. Следната работа се елф уши. Ова е познато како стахал уво или увото на Спок за сите Star Trek фанови. Станува збор за деформитет на увото, погрешна форма на раскавицата, али најчесто се сретнува ова во првите недели по пораѓањето и веднаш ги тргаат. Оствари имаат некаков си третман што можат дали да го исправат или не знам како прават тоа, али се средува одма и после човекот нема такви елф уши. Следното нешто е нешто што се вика лузна на окото. Не сум знаел дека може да постои лузна внатре во окото, али тоа некако личи како што гледате. Овие луѓе со лузната ствари имаат заматен или искривен вид. Не најдов доволно информации за ова дали се третира, дали се лечи и како точно настанува, али гледам точно оно средина на окото и многу ми е фасцинатно како изгледа бре. Следното нешто што ги имаме се пеги на пола лице. Мене многу ми е интересно све од ова затоа што се работи што јас прв пат ги читам и многу ми е ова пишува дека е многу ретка појава, дека настанува уште кога си ембрион. Уствари кога пигментните келии ќе мутираат, они се преселуваат и тоа влијае само на половина од телото и затоа уствари толку се гледа до каде е полата, толку е остро поделено. Нема некој си фейд, тука е она права линија до тука, од тука и немаш, тука имаш. Следното нешто се бели трепки, пола бели трепки да имаш. Девојчова што ги имам уствари на сликава е кога таа имала 11 години, преку ноќ се десило, само си се разбудила и са бајлето пуф има бели трепки. На почетокот не било толку многу, било само како мало делче од трепките било бело, али со тек на време се расширило и зафатило повеќе од пола трепки да се бели. Станува збор за уствари нешто што предпоставам дека повеќето од нас знаеме што е. Тоа е витилиго. Витилиго се јавува кај кога вашиот имунолошки систем е преслаб во одредено подрачје, предизвикувајќи пигментацијата на бојата да се исцеди од кожата и да стане бело. Мислам дека постои на буквално секој дел од телото. Следното нешто е нешто што јас помислив дека е некаков си Хелоуин пренк и дека се некакви додатоци што ги ставаш само за да исплашиш некој, али уствари не ова е вистинска работа. Ги викаат пипала под јазикот. Тоа се уствари фимбрирани набори и уствари ткивото што го поврзува, сакам да покажам. Боже, не можеш да покажеш Стефан. Ткивото што го поврзува јазикот до дното на устата има мали израстоци. Уствари тие мали израстоци така растат, не се и толку мали, така личат. И уствари се тие безопасни, али се опасни со тоа што може да се закачат на или меѓу заби, да те боли да искорнеш или не знам, се ежам кога зборам. Освен што може да се зафркнеш со заби, не се опасни, не се на друг начин опасни никако. Следната работа не е дланка која допира наназад, не како што ние допираме нешто вака, туку допира ствари наназад, кој ќе се искриви, јас тоа не можам нормално да го направам. Се нарекува хипермобилност, почесто е кај децата. Не знам колку е ова вистина, али пишуваше дека кај децата ова го има до 10%, што е премногу. Тоа би значило дека секое 10 дете што ќе се роди може така толку да ја витка дланката за да фати нешто. Али интересно е тоа што ова ствари многу кратко трае и како повеќе расте детето, толку повеќе не може веќе да ја витка и станува ствари нормална. Ова следново нешто е кога недостасуваат прсти. Толку ми се чудни сликиве што буквално ми изгледат некој кој фотошоп, али верувајте ништо тоа не е фотошоп. Ова исто ми беше мора да е некоја грешка зашто пишува дека 10% од бебињата се раѓаат со неправилен изглед на дланката. Што е многу, 10%, буквално секое 10-то дете да има неправилна рака. Ми нема многу логика како да е вистина, али така го пишува на интернетот. Овие вродени дефекти се јавуваат рано во бременоста и понекогаш се наследни или се симптоми на некоја друга состојба. Ова најчесто се случува само на едната рака, не на двете. Предпоследното нешто што го имаме се чудни белези. Овие белези се присутни од самото раѓање, не настануваат после некое време. Интересното е тоа што овие белези се уште мистерија и не може нешто толку да ги објасни. Постојат повеќе верувања во различни култури. Во некои култури се верува дека белезите го представуваат вашиот претходен живот, а во други дека боговите го значиле бебето за
избрано за нешто. Тоа дете ќе му ставиме белеќе избрано. Што може би ета стварно некои вакви работи што може би изгледаат чудно и вие и сме ние како ију, тие работи се онака што баш тие луѓе ги прават посебни, па може би тие луѓе се стварно избрани за нешто, кај знаеш. И последното нешто за ова видео, за разлика од претходното, за ова издвоив 15 работи, не 10 како минатото видео, и се уште има други работи, така што повторно доколку сакате и трет дел од ова видео, јас сум расположен да го правам затоа што обожавам да истражувам на темава, па исто како и првото видео, доколку сакате да видите трет дел, 5000 лајкови на ова видео, па ќе правиме и трет дел. Последната работа се луѓе родени без носен мост, ако се викаше така. Го викаат носен мост, оствари валја ова коскава што ни е тука што ти не можеш пример да го стиснеш носот да ти пропадне како што може насликава детево. Сега кога истражував ова имаше многу сценарија како може да дојде до ова и многу болести што може да се јави како резултат на дали 40-50 болести што ја не знам да ги прочитам. И усвари како голем плюс се бројува тоа што овој нос не може да крвари. Тука некаде ќе го привршувам ова видео, тоа беа 15 работи за ова видео, како што ви кажам, ако сакате трет дел, 5000 лајкови и на ова видео, па правиме трет дел. Се надам дека не ви исплашив многу со косава, доколку ви се допадна ова видео, ставете лајк и не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал. И како и секогаш ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!